y минус y1 еднакво на m пати x минус x1 и уште неколку формули овде на ова ливче хартија. Тука сум во домот на Македон Димитровски, The Boy Genius. Така е? Ба, денес ќе ви раскажам за како го победив и добив златна медала на надпреварот по математика и за некои додатни работи на како ја ги учам мои работи, моите интереси и многу други работи што ќе ви ги раскажам во ова интервју. Како што можете да видите, ова интервју го превзема Македон, така да можеш и во иднина да работиш како новинар? Па, ќе видам. Сега сакам прво да ви раскажам за надпреварот. Јас сум учествувал во надпревар од математика без граници, во кој учествувале 23.000 деца во околу 29 држави, што се поделени во неколку групи. Ја бев на надпреварот во физичко присуство со менторката Анкица. Значи, овој надпревар на мене не ми беше толку тежок, но исто така ми беше многу интересен да го направам. Знам, сум бил на уште еден надпревар овој четврток на надпреварот математичка олимпијада, во што сум учествувал во училиштето ново и првата рунда од петтите рунди успеав да ги победам и да ги одговорам точно на сите задачи. О, Македон, што значи да си гениалец? На мене ми значи ја да знам многу работи, да успеам да им помогам и на моите другари и да знам многу работи во многу различни теми за кои се збори: математика, астрономија, историја, географија и многу различни теми во кои ја многу сакам да зборам. Кажи ми, каква е таа медала од твојата десна страна тука? Ова медала од мојата десна страна не ми од последниот надпревар, туку од нешто пред тоа, но секако ми беше на еден друг надпревар што идев, надпреварот Кенгур, кај што и на тој надпревар сум добила златна медала. Како е нон-стоп да добиваш само златни медали? Дали некојаш си добил, не знам, сребрена медала? Па да, сум добил сребрена медала еднаш. И да ти кажам, тогаш беше кога малце не бев толку добар и имаше едно време кај што не добила златни медали ич на можеби 3 надпревари, а овие денови на надпревари сум одличен. Кога влегов прво во твојот дом, во твојот телевизор беше уклучен еден YouTube канал за астрономија. Дали тоа те интересира? Да, и тоа овие денови посебно пак ми се заинтересира за астрономија. Имам ја игра, туку како една апликација за наука, врз една симулација, кај што може да се менуваат масите, големини и температури на сите небесни тела во сончевиот систем. Македон, колку е твојот коефициент на интелигенција? Па мислам знам дека кој имав 4, имав коефициент 133, но до сега више тоа се качило на 140 или 150. Теорија, ова не е баш 100% колку што имам. Како свати дека ти оди математика? Па, ја не сватив одма, кога имав 4 години, прв пат кога мајка ми и татко ми ставиле на IQ тест, тогаш открив дека на времето имав 133, имав коефициент интелигенција 133 и од тогаш целосно сватив дека ја бев паметен, односно на 4 години го имав тој тест. Како свати дека, пример, ти одат и други предмети? Па прво кога ја бев заинтересиран во математиката, татко ми рече дека доста математика треба да дојдам за некаков друг предмет да работам. Ја одбрав географија, одма земав видеа, а ја кога имам за наука за некој предмет или хиперфиксација, ја одма ќе идам да ги научам сите работи за тоа до најпоследниот детал.
Дали мораш да ги научиш или имаш голема... Тоа е мојата интуиција или некаков предизвик што ја го имам поставено за себе и нешто што сакам ја да го откријам, да го гледам и нешто што мене ме интересира тоа да го правам. И баш затоа на мен ја толку многу сакам да ги гледам тие работи, што повише истражувам за тоа, што повише учам за помалите детали и не све за битните работи. Ти сега имаш 8 години, така? Не, 9. Вау, си пораснал. Колку јазици зборуваш македон? Знам англиски и македонски и знам ја да зборам германски. Ја мислам дека во Германија би можел да се снајдам ако бев пуштен таму. За другите јазици можам само да зборам за 10 примери се, албански, германски и едно време дански, но сега не више толку. Кој јазик сакаш друг да го научиш? Па во иднината да видам кој јазик ќе ми направи добро на во иднината. Како ја планираш ти иднината? Кој ти е сега за сега план како едно 9 годишно дете? Па планирам во 3-4 години да идам ја на да идам во Харвард. Во Харвард таму кај што ќе треба да положам еден тест. Мојот ментор од Австралија понекогаш работи и разговара со тие од Харвард и ме слушнале мене и на нив и ја не бев многу добар за нив. Беа среќни што ме слушнале мене и отворено ќе ме прифатат кога ќе пораснам. Јас искрено верувам во тоа и верувам дека ќе не направиш сите горди кога ќе одиш во Харвард. На колку надпревари за математика си бил до сега? Верувам дека се можеби над 6 или 7. Како е да се надпреваруваш со постари од тебе? На надпреварот Кенгури на математика без граници има различни класи според старост, затоа не може тоа да се спореди. Но ти како 9 годишен, колку години имаат најстарите? Најстарите мислам дека може да бидат можеби до... не сум баш сигурен на што е максимум старост, но мислам дека можеби до крајот на средна школа. Тие се доста постари од тебе. Верувам, ама тие имат своје ниво на надпревар. Секој дете има својот клас, пред колку се стари, за да може да биде еднакво за сите. Кои се овие вежби што ги правеше пред да дојдеме тука? Овие вежби ми беа кога вежбав ја линеарни равенки со мојот тутор по математика. Кога вежбавме ние линеарни равенки со формулите y минус y1 еднакво на m пат x минус x1 и уште неколку формули овде на ова ливче хартија ги решавав некои слични задачи што ги имав поставено да ги решам. Дали тие задачи се, јас верувам, за средношколци? Мислам дека се средношколци, најтешките работи што ги учам се на крајот на средна школа и тоа прва година. Вау, какви се тие? Овие се линеарни, ама најтешките задачи што ги решавам се за тригонометрија, син, косинус, арктан и тангент. Тие работи со триаголници кога се збори. Како се чувствуваш кога ги решаваш најтешките математички проблеми? Јас сум среќен и се радувам кога такви задачи решавам. Например, денес кога имав час, ја решавам задачи заедно со мојот тутор, но понекогаш ја решавам задачи сам и се радувам кога решавам и тригонометрија, но тоа ми е тешко бидејќи што имам формули, ама општо за тежина највише се радувам кога решавам квадратни формули или односно тие со парабола или можеби со полиномијали и исто така некакви продолжетоци од кога има најдено x минимум и бидејќи што од кога ја го правам графот, го правам тоа графот на координатната скала, ја понекогаш сакам да направам полиномијали или да ги правам задачите потешки, да има уште неколку работи што треба да се направат.
некој пример се полиномијеле кај што а со формулата ax на втора плюс bx плюс c еднакво на пати x минус x1 пати x минус x2, а нешто друго што ми се допаѓа како продолжеток на квадратната формула е кога се збори за x еднакво 1 за градиентите и за градиентите и како што се вика на англиски first derivative. Јас не сум толку информирана колку што си ти, верувам дека многу други. Ме интересира дали има пример, дали им помагаш на другите да разберат математика. Пример, може би има некој наставник и вика, па ја не го знам ова. Па верувам дека може би помогам на моите наставници, ама почесто на моите другари од школа. Ама и ако ќе пробам да објаснам нешто така на моите другари, сигурно нема да разберат. Ја помагам само на моите другари кога не е, например, тест или им треба помош на некакви задачи лесни. Ја не давам информации на моите другари што не може да ги разберат. А дали некогаш кога имате тест и на некој му треба помош, дали им помагаш? Па дали едно време ми текно дека им помагав на моите другари, ама више не помагам на тестови. Зошто? Бидејќи што сите за себе се и не може никој да гледа од кај тебе. Тоа не да било фер. Се согласувам. Да. Кажи ми, како се твоите планови за иднина во областа на математиката? Па во областа на математика, мојата иднина е можеби од кога идам во Харвард некаде да завршам факултет во овие следни 4-5 години да го положам тешкиот тест. И нешто што планирам да учам во иднината е напредна тригонометрија и калкулус. Тоа планирам. Што се тие? Напредна тригонометрија, за сега све што знам за тригонометрија е за триаголниците, син, кос, арктан, тангент и за како се прави тоа син, кос функции, ама инаку ја не сум во таа сфера на математика уште 100% запознат, бидејќи што на мене уште ми треба време тоа 100% да го научам. Бидејќи што тоа е буквално за прва година. Знам. Дали те интересира универзумот? Па овие денови премногу сум се зафатил со астрономија. И сега многу ми се допаѓа тоа да го правам. Да. Што би сакал да им порачаш на луѓето помлади и постари што сакаат да бидат како тебе, но не верувам дека сите можат да бидат како тебе. Добро, ја би сакал да им помагам на луѓето, но кога се збори, ја би сакал на сите да им помагам да учат. Можеби ако сакат да бидат во сферата на математика, ја можам да им давам помош колку сакат. А во другите сфери? Па во другите сфери не сум добар колку математика, ама на пример кога се збори за некои работи што не ми се допаѓа толку многу, можеби ќе дадам помош да учиш, да слушаш твојата учителка или некаков човек што ти помага. Ти благодарам, Македон, многу што издвои време да ми ги објасниш, да не ги објасниш сите овие работи за тебе. И сакам пак дури да дојдеш во нашето студио и да си поразговараме повеќе. Тоа би било одлично, бидејќи што како што поминува времето, ако имам повише и повише работи што можам да ви ги раскажам на вас.